Драги мама и тато, сакам да знаете дека ве сакам многу. Ми значи дека сте годни. Знам дека имате добри намери кога ги споделувате нашите моменти. Понекогаш се чувствувам несигурно, кога многу луѓе знаат работи за мене. Прашањето што секој родител треба да си го постави е дали со оваа содржина може да му се наштети на моето дете сега или во иднина, затоа што интернетот е место каде што објавените содржини можат да останат неограничено долго, речиси е невозможно целосно да се отстранат и многу лесно може да се изгуби контрола за тоа кој се може да ја преземе и да ја користи понатаму таа содржина. Честопати фотографиите може да содржат многу информации, да откријат многу повеќе од тоа што родителите се свесни. Например, една фотографија од првиот училишен ден на детето може да открие не само каде детето учи, туку и име на неговиот наставник, возраста и одделението во кое што учи. Понатаму овие информации може да се злоупотребат на разни начини, како например за кражба на идентитет, за вознемирување, за малтретирање, па во ретки случаи дури и за насилство. Со напредокот на вештачката интелигенција овој ризик дополнително се зголемува и сега сосема обични фотографии можат да бидат манипулирани и да бидат креирани сексуално експлицитни содржини. Све што се објавувам за интернет останува таму за секогаш и може еден ден тоа да ми направи проблем. Ве мола да размислете на моето безбедност. Идентитетот или објавувањето на информации од не толку, како да кажам, кои што може да се ризик за самите деца, млади, представуваат ризик и за нивното ментално здравје. Тоа е за нивната самодоверба, слика на себе и често се мета на некакви говор на омраза, сайбербулинг. Сакам да се чувствувам сигурно и знам дека го сакате вие за истото за мене. Со многу љубов, вашето дете. Децата се осетлива, чувствителна категорија. Јас сум малку ригорозна, постојано велам дека детето додека не стане полнолетно и не треба да се експонира толку јавно во јавноста, затоа што се чувствителни од оние, пак ќе се изразам компјутерски, информатички, со хејтерски офанзиви, затоа што за жал децата порано со тој говор на омраза се справувале на улица, уличарски, пред да постои интернетот. Кога ќе дојдеа дома, родителите во нивната комфорт зона ќе ги сето тоа ќе го амортизираат, меѓутоа сега со компјутерите детето повторно застанува пред компјутерот, го клучува и продолжува тој булинг, тој негативен израз, така што треба многу внимателно кога се објавуваат слики на деца, во каков контекст се објавуваат тие слики, може да се злоупотребат секако, не треба да се укаже дека не сме да имат комуникација со секого. Оно што загрижува е дека 50% од фотографиите на деца на нелегалните интернет сајтови се добиени директно од објавите на родителите на социјалните медии. До 2030 година се проценува дека околу 7,4 милиони случаи на кражба на идентитет на деца ќе бидат директна последица на ширетењето.